Бројот на регистрирани станоиздавачи на Охридското крајбрежје во нагорна линија од секторот за туризам и локален економски развој посочуваат дека за разлика од изминатите години, не само што има зголемување на понудата, туку расте и квалитетот на категоризацијата на приватните сместувачки објекти. Моментално во Охрид има 3000 регистрирани станоиздавачи. 3000 регистрирани имаме. Значи регистрирани, кои што редовно по завршувањето на периодот на важноста на реченијето си го продолжуваат и на тој начин, значи, таа една константна бројка се одржува, иако, да речеме, во споредба за пред 5 до 10 години, таа бројка е зголемена, бидејќи тогаш просекот беше околу 2000, 2100, 200, сега веќе ги имаме 3000 регистрирани кои што работат нормално, легално, согласно законите. Со подобрување на инфраструктурата и најавените локални проекти се очекува раст во туризмот. Во однос на инфраструктурните услови се гледа придвижување. Во однос на локалните инфраструктурни услови исто така најавени се повеќе проекти кои што ќе допринесат да се, ако ништо друго, барем растерети начинот на кој што туристите во Охрид може да ги користат услугите, посебно во летниот период, ето капна гаража, наскоро треба почне да се гради и така натака, и се очекува дека барем со овие работи ќе имаме ние понатаму можност да размислуваме како да внесеме дополнителна понуда за да може да привлечеме, би рекол, поквалитетни туристи. Од секторот за туризам и локален економски развој вела дека постојано има нови решенија за категоризација на приватните станоиздавачи од мал обем, но според туристичките работници останува и проблемот со дивите станоиздавачи кои избегнуваат плаќање на туристичка такса. Нина Аритоновска, Сител телевизија.